Така, продолжуваме со работа. На дневен ред е дополнителната точка, која гласи одлука за донесување на план за парцелација со урбанистички проект за објект со намена 2.6 згради од индустрија за бела техника, електротехника и предмети за домаќинство, фабрички комплекси, индустријски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично на КП број 17556/15, катастарска општина Битола 5, општина Битола од градежна парцела ГП26 од ДУП за дел од работна зона локалитет Фриждери Битола. Го молам известителот од општината да ни ја објасни точката. Значи, за постапката за донесување нови урбанистички проект со план за парцелација, потребно е да се донеси одлука дека се одобрува одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација за објект со намена Г26, згради за индустрија за бела техника, електротехника, предмети за домаќинство, фабрички комплекси, индустријски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично на КП 17556/15 КО Битола 5, општина Битола, од градежна парцела ГП26 од ДУП за дел од работна зона локалитет Фриждери Битола. Целосните материјали беа пратени до, мислам како дополна беа пратени материјалите, не знаејќи дека нема увид советот во тој дел. И мислам дека целиот урбанистички проект беше приложен, јасно се гледа која е намерата што треба да се направи, сега доколку има некакви прашања, слободно поставете. Значи тамо во принцип од една градежна парцела се делат две градежни парцели се прават, со тоа што се запазува собственоста на катастарската парцела која е во собственост на подносителот. Добре. Јас имам едно прашање до вас лично. Зошто ни пуштивте мејл кај што ни нагласивте дека е строго доверливо, дека истиот не смееме да го споделуваме со никој, дека се работи за заштита на лични податоци и воедно ни кажавте дека не смееме јавно да ги споделуваме податоците. Мене ме интересира, бидејќи јас лично пуштив допис до вас, зошто ако мене ми враќате на допис, го пуштивте до 37 други луѓе, за кои јас не можам да одговарам дали ќе го споделат или не, бидејќи јас ви го побарав. И второ, како може некој друг да има увид во документацијата, бидејќи претходно тој ден од страна на политичката партија ВМРО-ДПМН јавно беше изнесен и инвеститорот и оној кој што имаше поднесено иницијатива. Кој друг има увид во документите, освен вие? Ако може малку тишина. Значи, информациите беа споделени до совет како што беа претходно даени и мислам дека тоа барање што ги имавте пратено за дополнителни документи, ги имавте пуштено врз основа на тоа што беше пратено на совет, на мејлот. Моја проценка дека требаше да се прати на совет. Ако има, мислам... Не, сето тоа е во ред, меѓутоа мене ме интересира. За прв пат добивам мејл кај што ми напоменувате дека е тоа строго доверливо. Океј, значи во принцип, јас по... секогаш кој ќе праќам мејл до совет, истата порака. И во претходниот, кој што се напоменати точките како ќе бидат и во другите материјали кои се доставени, тоа, мислам, не во конкретниот случај може не значи ништо, во конкретниот случај збораме. Меѓутоа, за другите податоци кои ги споделуваме, стварно има осветливи податоци, што сметам дека можеби не треба да се дистрибуираат наваму натаму, односно да се процени секој кои информации може да ги сподели, а кои не може да се споделат. Значи, ако ние јавно не ги споделиме податоците, јавноста, граѓаните нема да знаат за што разговараме. Да, ама сигурно матични брои нема да споделуваат. Па ако не треба да има матични броеви, вие можете да ги затемните кога ќе ни ги пуштате документите. Бидејќи јас лично
во дописот кој го побарав, не можам да одговарам дека останатите 30 кусур лица кои го добиле мейлот нема да го споделат. Јас се чувствувам одговорна бидејќи побарав, а истиот мейл е пуштен до многу луѓе за кои не можам да одговарам. И следно ќе ве замолам ако пуштате такви доверливи лични податоци, ќе си ги затемните. Бидејќи искрено и јас лично не знам што тоа е доверливо. Добро, тоа е претпоставам техничка работа, тогаш службите кои ќе се прати на совет, нека ги изфилтрират податоците, па нека ги препратат, да не биде дека Некој друг има прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Ја ставам на гласање точката. Одлука за донесување на план за парцелација со урбанистички проект за објект со намена 2.6 згради од индустрија за бела техника, електротехника и предмети за домаќинство, фабрички комплекси, индустријски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично на КП број 17556/15, катастарска општина Битола 5, општина Битола од градежна парцела ГП 26 од Дуб за дел од работна зона локалитет Фриждери Битола. Кој е за, ве молам да крени рак. На комисија за урбанизам. Членовите ги молам да гласат. Кој е за? Не, и тука гласа е без гајле. 3 за. Констатирам дека точката е усвоена. Со ова ја затварам комисијата за урбанизам.